Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со одбивањето да ја отфрли тиранската платформа, аболицираниот криминалец Зоран Заев ја отвори Пандорината кутија за редефинирање на Република Македонија. Со отпочнувањето на преговори врз основа на тиранската платформа и со својот позитивен став кон неа, аболицираниот Зоран Заев остави можности поединци или групи се поотворено да го негираат македонскиот идентитет и да испраќат закани кон Република Македонија, искажувајќи територијални претензии. Албанската пратеничка Месила Дода е последна во низата кои отворено застана против македонските национални интереси. Таа му порача на Зоран Заев дека доколку се повлече од тиранската платформа, треба да се соберат се албанските политички сили за да се помогнат да се одржал референдум за Илирида. Тоа е цената на игрите на Зоран Заев со тиранската платформа, која е спротивна на највисоките државни и национални интереси. Ваквите срамни и недолични изјави се производ на уцените на кои потклекна Зоран Заев само од страв дека тој и криминалното раководство на Социјалдемократскиот сојуз ќе треба да одговарат за кривичните дела што ги сториле. Пазарењето со националните интереси е најнизок и најсрамен чин. Зоран Заев мора да собере храброст, да го послуша народот и да ги отфрли уцените. Не може трите потписи на Зијадин Села да бидат поважни од македонскиот идентитет. Страмно е да се соработува со некој кој во лице те негира и ти кажува дека пред 100 години не си ни постоел. Затоа ВМРО ДПМН го повикува Социјалдемократскиот сојуз да се откаже од тиранската платформа и реализација на елементите кои што се содржани во неа. Доколку СДСМ го стори тоа, ќе му дадеме поддршка на Зоран Заев да формира влада. Второто решение за излез од кризата се предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Доколку СДСМ и Зоран Заев се убедени дека тиранската платформа е добра за иднината на Република Македонија, тогаш истата треба да ја понудат пред граѓаните и граѓаните своето мислење да го искажат на избори. Ви благодарам за вниманието.